заробувањето на државата во принцип се прави во три фази и тука овие од власта беа и оперативни сосема и креативни. И заробувањето на медиумите и особено корумпирањето на медиумите беше стартот заради потребата од креирање на една атмосфера во општеството за тоа кој тоа гради денеска се грижи за граѓаните, се грижи за еднината на младите поколенија, за сегашноста на пензионерите и да не набројуваме. Таа фама ја одржуваше надежта на крилјата на која практично и победи ВМРО-ДПМН во 2006, иако можеме да зборуваме и за други аспекти на таа победа, ама не е сега денес битно тоа. Кога ќе го заробите јавното мислење преку заробување на медиуми и корумпирање на медиуми, вториот чекор е генерирањето на пари низ процедури кои што го истоштуваат буџетот и институции кои што не го санкционираат тоа. Третиот стадиум е кога го менувате законодавството и веќе значи корумпирачки или нелегални постапки и процедури веќе стануваат, како викаа сите, се е според устав и закон. И тука ви е комплетиран процесот на заробување на државата и практично целиот тој процес оди паралелно со персекуцијата на сите оние кои што имаат да кажат или докажат нешто сосема спротивно на тоа. За председателските избори ДПМН извести минус 285.000 евра. Според тогашните одредби, партиите имаа еден месец, односно одредбата законска вели веднаш, а најдоцна во рок од месец дена, се поднесува финалниот финансиски извештај. Во тие 30 месеци кога требаше да се 30 дена, кога требаше да се поднесе во кој што требаше да се поднесе финалниот финансиски извештај, 28 дена од 30 дена на сметката не се случуваше ништо. На сметката си стоја 285.000 евра минус. Во меѓувреме беа објавени финалните извештаи за изборите, кој кандидат колку освоил, се извести дека Ѓорѓе Иванов е избран за председател, имаше инаугурација, он си го доби тоа потврда, како се вика, уверението. И така натаму. И значи у тие 28 дена целата таа процедура беше завршена. После 28 дена, да скратам, на председателската изборна сметка се внесени 260.000 евра. Како донации секако. Од оние 770.000 што беа потрошени, известени, значи овие дополнителни се околу 30%. Значи тоа е 2 дена пред крајниот рок за доставување на финалниот финансиски извештај. Значи ова некој треба роман да напише за ова. Јас книга напишав, не ја објавив, ама можеби и роман треба да знае. Тоа што се случи е дека во тој период на месец дена, значи тие известија, тоа се гледа во конечниот извештај уште 110.000 евра расходи, така да секоја ќе се собере и одземе, излезе дека тие се во минус околу 130.000 евра. 130.000 евра, значи ние заради полесно оперираме со евра ги спомнуваме, инаку во денар тоа изнесува волку 8.023.650 денари. Волку точно изнесува минусот кој што го извести партијата во финалниот финансиски извештај. Знаете дека државата исплатува пари 15 денари по добиен глас. Од после кога ќе се заврши работата на Државниот завод за ревизија, пошто тој ги ревидира извештаите во одреден период после изборите. Бројот на освоени гласови
по 15 денари изнесуваше 8 милиони 23 650. До влакно. До дени. До дени, не до денари, туку до дени. Ова ви зборувам, ова се официјални податоци. Значи ова не е анализа или не знам инсайдерска информација или што е да. Ова се Значи официјални. некој предпоставил каков ќе биде одделен. Не пред избори, него по избори, по избори кога се дадени бројот на официјално бројот на освоени гласови и потоа е дизајнирано колку пари ќе се внесат накнадно на изборната сметка. По мафијашка работа од това, ја не знам. Во исто време се одржува и парламентарни избори. ВМРО-ДПМН настапи со фонд на изборната сметка од 850.000 евра и тие ги прикажа како чланарина. Ние ги, ако се сеќаваш, јас те гнјавев за тоа, ги имавме финансиските извештаи на партијата ВМРО-ДПМН пар години наназад. Значи, тие никогаш немале толку пари од членарини и така натаму. Башка на страна што немате никаде податок, ниту во статутот на ВМРО-ДПМН, ниту на нивната веб страна, ниту никаде, колкава е чланарината. Од пракса, ете, добро, јас дојдов до некакви податоци од пракса, меѓутоа испадна дека тоа не е фиксно, него кој како и така натаму. Океј, 850.000 евра, добро. Тие потрошија 140.000 помалце во првиот круг, потоа потрошија некои други пари понатаму и да не гнјавам со бројки, известениот минус беше безмалку 600.000 евра на крајот, на последниот периодичен финансиски извештај. И повторно, значи, 4 недели ништо не се случува со изборната сметка. Тоа што е видливо од она што имавме прилика да го видиме на документите кои што беа дадени и се објавуваа, знаете, на страниците на ДКСК, на Завод за ревизија и така натаму. Конечниот финансиски извештај е потпишан 20 мај 2014. Примене во ДКСК на 22 мај. Со мало задоснување. И тоа е крајниот рок практично на истекувањето на оној месец дена законски рок. На 21 мај, значи откако е потпишан извештајот, на изборната парламентарна сметка 110 донатори впишуваат 445.000 евра донации. Откако е потпишан извештајот. Овие донации дадени, значи во 12.5 на законските рокови, ја донесоа сметката од парламентарните избори дупка речиси 120.000 евра. Односно 7.224.225 од денар. Толку беше минусот кој што официјално го извести ВМРО-ДПМН. Кога ги пресметаа пак гласачите и по 15 денари и така натаму, државата требаше да исплати исто толку пари на сметката на ВМРО-ДПМН. До дени. И сега знаете како? Вие поставувате милион прашања тука. Вие не знаете кој како дошол и од каде пари ставил таму. Таму имаше донации најразлични. 100.000, 200.000 денари и така натаму. Луѓе кои што, Манчевски имаше интервју во Фокус, рече, ја немам појма дека сум дал пари, а моето име седи дека сум дал не знам таму колку 100.000, 200.000. Значи во дени им испра Малчевски. Што реков ја? Само ти рече Манчевски. Се извинувам. Малчевски. Пардон, се извинувам. Малчевски, да. Значи практично државата им ги испра тие пари во однос на, али добро, тоа за нив не е, али така заврши приказната, така завршија и извештаите на соодветните органи, вклучувајќи особено, значи, Државен завод за ревизија, кој што апсолутно не се осврна на овие неочебини, него, може да го речем тоа така, дозволаш самоиловски размери на злоупотреба на институции и граѓани, на едно општо слепило на надзорните институции,
во еден очигледен мафијашки фалсификат на финансиските извештаи. Сега, ако земете комбинирано, значи тоа е над 700.000 евра, тоа е огромен процент од вкупните известени трошоци на изборите, над 700.000 евра се внесени надвор од закон, надвор од датуми и надвор од процедура. Никој не одговори на прашањата како тоа за 2 дена се собираат 700.000 евра да се вметнат во двете сметки. Значи, месец дена по изборната победа, никој не прашува како тоа се собираат 850.000 евра од чланарини. Од еднаш, никогаш порано не сте имале такви износи и такви пракси. Државниот завод за ревизија традиционално, значи 2011-2014 се занимаваше со големиот број на партиски канцеларии низ Македонија, за кои што тие не известиле во извештаите, и имале обврска да ги известат, бидејќи знаете по одредбите на изборниот законник, значи и донација треба да се впише и да се декларира со износ пресметан во бројки и така натаму. Таа приказна со донации се вметнува во нешто што е законска обврска и го пропишува министерот за финансии. Тоа е регистарот на донации. Вие немате регистар на донации ни на веб страна, ни објавен во медиуми, никаде. Значи вие не постои тоа и никој не се занимава со таа одредба. Иако според законот, зошто е тоа важно, според законот Државната комисија за контрола на корупција, за спречување корупција има убаво го кажа за контрол. Има законска обврска да после изборите, во период од мислам година дена, проверува дали некој од донаторите има бенефиции во работа со државата заради донациите, како и дали некој од донаторите на опозицијските партии има штета, во законот стои. Значи, тоа е една работа, дали има штета затоа што донирал, што ја знам, 5 евра или 5.000. Значи, тоа е така врзано, затоа треба да има регистар за донации, бидејќи тоа потоа има законска последица. Некој ќе каже, видите, зашто дадов на опозицијата, ми влезе да ме ракетираат и така натаму. Нешто тоа се... Тука има пар интересни детали, затоа и овој пример го земаме да ја представиме, значи оваа технологија на заробување држава, затоа што се многу показни и бројките и се, значи нема лажење, се е во дени. А тоа е, например, вие имавте во тек на изборен процес купување на не знам колку простори, по не знам колку пари, тоа никогаш не беше известено, ниту изворот на парите, ниту колку точно е тоа, само они рекоа се е по закон, ако се сеќавате. Па потоа се да се му вадеше некои имотни листови и така, ама таа приказна не беше превземена од надзорните институции, тоа е поентата. Понатаму, интересно е, да речеме дека во веќе спомнатите извештаи на Државниот завод за ревизија, велам, тие се занимаваа со овие простори кои што не беа известени како донации, бидејќи ако некој друг ви плати кирија, исто и тоа е донација која што треба да известите, пример, и така натаму. Значи, овој дел со канцелариите местни и локални на ВМРО беа причината Државниот завод за ревизија да не даде мислење. И сега да ви потенцирам кој знае, кој не знае, тоа е и во фирми, и во акционерски друштва, секаде е ист принципот. Ако ревизорската куќа изрази резерва, односно не ви даде позитивно мислење, тоа имплицитно кажува дека имате проблем со финансиите во извештајот. Финансиските извештаи на ВМРО ДПМН од изборите постојано имаат мислење со резерва. Меѓутоа, тоа не е заради ова, туку заради... Сакам да ви кажам, без да навлегувам у детали, бидејќи и таму има една фасцинантна приказна, значи, тоа се повеќе месечни борби помеѓу ВМРО ДПМН и луѓето од Државен завод за ревизија, за кои што сме утврдиле од други, неврзани со ова финансиски ревизијски извештаи, дека таму работат професионалци, таму работат луѓе што си ја знаат работата. И вие точно гледате дека во нивните извештаи за победничката партија имало борба, има притисок. Тие, освен резервата изразена на почетокот на ревизорскиот извештај, велат во една општа флоскула, ќе речам,
сите други евентуални проблеми кои што произлегуваат и може да произлезат од начинот на кој што се известени финансиите во овие извештаи, како рекоа, се прашање на се системски проблеми. Тоа се со овие зборови, тоа се системските проблеми и Државниот завод за ревизија му препорачува на законодавецот во иднина да ги реши овие системски проблеми за да не се случуваат одредени проблеми кои што тие не ги регистрираат ниту дефинираат во своите извештаи. И еве да завршам тука. Ако имате прашање слободно. Тука се само што тука е затворен кругот на заробувањето на државата. Значи вие ќе направите фалсификати, сето тоа ќе го истерате низ процедура, ќе си ги избелите прљавите пари кои што поминале низ неколку процеси на белење, валкање, и сето тоа ќе биде аменувано од институциите. И тоа е крајот, тука е затворен круг. Заправо нема да биде ни аменувано, туку еве погледнете драстичен пример. Заради американските закони се објави дека лобирањето на ВМРО ДПМН во Америка, според досега објавените договори, е 1,7 милиони долари. Значи ги соберете сумите во трите објавени договори, подпишани by the way од генералниот секретар сегашниот, како се вика премиер, Премиер за избори. Премиер за избори, 1,7 милиони долари се платени парите. Никој во државата надлежен не прашува од каде и се тие пари на владеачката партија. Значи, ние не спориме дека лобирањето е дел од... И велат дека инаку таа сума е поголема. Само што од овие три објавени договори е 1,7 милиони долари. Како може никој во државата да не праша од каде и се тие пари на партијата? Може би партијата има логично објаснување. Може да ќе каже, видите, тоа ни е донација од еден богат македонец во Детройт. Ма тој богат македонец во Детройт после треба пред американските власти да докаже од кај му се 2 милиони долари за да финансира партија. Меѓутоа фасцинантно е да ти практично, па тоа е допрен глас за обвинителство. Па ви имате агенција за перење пари, па имате финансиска полиција, па имате обично обвинителство, па имате обвинителство за организиран криминал, па имате не знам колку инстанци, државна комисија за спречување корупција. Сите тие располагаат со законски надлежности да покренуваат постапки. Никој не ги прашува. Истите тие не покренаа ништо и во однос на изливот на средства до државата. За однос на одливот на средства од државата. Па еве, значи фасцинантно е како тоа функционира веќе без никаква кочница. Како може тоа да се случи, да ви се објави договори, никој да не праша, ние во нашите извештаи транспарентност нешто покренавме, излезе ВМРО не направи, се разбира, поцрни од најцрните ѓабоги. Сега, има една друга работа, видите, тие работи не застаруваат. И тие работи не застаруваат. Тоа ќе се провери еден ден од кај им се тие пари. Не може милиони долари да не се провери од кај ви се. Некој ќе каже.